Законот за јазиците им отстапи простор на реформските закони, бара опозицијскиот лидер Христијан Мицковски. Тој денеска повтори дека амандманска расправа по автоматизам мора да има. На спикерот Џафери, кој што вчера на партиите им даде рок од една недела да се договорат, му порача дека нема намера да прифаќа, како што рече, ултиматуми. Ултиматуми не коментирам. Прво, не е ни моје ниво да коментирам таков тип на изјави. Нашиот став е прилично јасен, дециден, концизен и нуди решение за излез од оваа ситуација. Како држава и како влада, бидејќи се декларираат дека се реформска, треба да им дадат приоритет на реформите. И додека опозицијата бара законот да се замрзне, дуи ги повикува да го гласаат таков каков што е и како што велат, како што го прифатиле кога преговарале за влез во владата. Токму тоа го соопштил пратеникот на ДУИ Артан Груби на средбата со Кетрин Барнс, одговорна за Западен Балкан во британското МНР. Во однос на законот за јазиците, Груби рече дека решение на ова прашање е разговарано, преговарано и договарано и претходно со ВМРО и сега со СДСМ, додека јавноста дебатира за ова прашање веќе 16 години. Стои во соопштението. И додека ДУИ и ВМРО ДПМН јавно се надмудруваат од СДСМ молк до каде е диалогот со кој вчера се пофалија во насока на наоѓање решение за законот. Дел од нивните пратеници сте уште се наставот дека за дел од амандманите мора да има собранинска дебата. Останува неизвестна и евентуалната лидерска средба, особено откако од ДУИ стигна јасна порака до Заев дека за нив законот е завршена работа, а лидерот на СДСМ го прифатил како таков кога се договарал за формирање на влада. Можност да помогне за јазикот однатре на Илинденска најави Африм Гаши од Беса, кој денеска се сретна со првиот опозиционер. Во текот на март ќе започнат преговори, ќе видиме до какво ниво ќе биде понудата. Мислиме дека нашата подготвеност за учество постои, само ќе видиме дали е тоа достоинствено и дали со нашето учество ние ќе помогнеме. На 35.000 амандмани поднесе опозицијата за законот за јазиците. Собранискиот спикер повеќе пати најави дека ќе бидат отфрлени како незаконски и дека како таков законот ќе се гласа, иако и самиот потенцираше дека дел од пратениците на СДСМ се против ваквото сценарио.